денес кога сте во Кавадарци цел ден, како побинавте во Кавадарци? Одлично, морам да признам, како и секогаш во Кавадарци, кавадарчани се одлични домакини и секогаш ще задоволство да сум овдека помеѓу кавадарчани, да може да разговараме за реалните проблеми, за актуелната политичка економска ситуација во државата, се разбира и имаме и време и за приватни разговори, така што секогаш е чест и задоволство кога сум овдека во Кавадарчани и во Тиквишијата во целост. Дали овој регион овде во Кавадарци е подготвен за претседателските избори? Да, овој регион е бил и ќе остане победнички регион за ВМРО ДПМН, за кандидатите на ВМРО ДПМН, на коалицијата за подобра Македонија. Имајќи ја во предвид целокупната лоша и траурна слика која што владае помеѓу граѓаните од заевизмот кој што се чувствува и овдека во Тиквишијата и во Кавадарци, јас сум сигурен дека на 21 април граѓаните на Кавадарци и во целост во Тиквишијата масовно ќе излезат и ќе го поддржат кандидатот професорката Гордана Силјановска-Давкова за иден претседател на Република Македонија. Од она што можев денеска да го слушнам од граѓаните на Кавадарци, најчесто превладува тешкиот живот, лошата економска состојба, лагите кои што безмилосно се истураат на плеките на земјоделците, на лозарите, она што беше ветено не е исполнето еве до ден денеска, така што оној безмилосен заевизам кој што практично во Македонија секаде се чувствува за жал и овдека во Кавадарци. Затоа граѓаните на 21 април во Република Македонија ќе имаат можност да му го зададат првиот удар на овој заевизам, да стават крај на оние мафијашки манири кои што ги гледаме во последно време, како се поплавуваат или се опожаруваат символите на лагите на така наречениот живот во Македонија. 21 април ќе биде тој ден кога граѓаните на Република Македонија ќе стават крај на овие мафијашки манири, а потоа сето тоа ќе го запечатиме и завериме на 5 мај и на предвремените парламентарни избори кои што јас очекувам дека веднаш после победата на претседателските избори ќе се случат во Република Македонија. Императив за подобра Македонија, за Македонија која што ќе биде правна држава, каде што ќе владее правото и правдината, Македонија која што ќе биде економски обновена, Македонија технолошки тигар на Балканот, но и Македонија национална горда и освестена држава. Затоа на 21 април граѓаните во Република Македонија мораат со својот глас да допринесат во оваа наша битка. Јас сум сигурен од енергијата која што ја добивам секаде каде што одам во Република Македонија. Со таква енергија ќе заминам денеска и од овдека и од Кавадарци. Така што уште еднаш ќе искористам оваа прилика преку вас, преку медиумите, да им се обратам на кавадарчани, на сите оние кои што ќе го гледаат овој интервју, да го поддржат кандидатот на ВМРО ДПМН и опозицијата, кандидатот на граѓаните, вистинскиот консензуален кандидат, тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова на 21 април.